Се враќаме во утрински брифинг, во оној дел во кој се обидуваме со нашите гости, експерти од разни области, да ви помогнеме да го разберете сето она што се случува. Има една стара изрека, разговараат, ајде сега да не ја прераскажувам, меѓутоа не е важно само да знаете што се случува, туку и зошто се случува. Овој денешен разговор што следува е со нашиот редовен, би рекол, консултант кога се криптовалути во прашање Душко Гошевски. Добро утро. Адвокат и експерт за даночни права, за криптовалути и така натаму, регулација и сето тоа што оди во овој пакет. Душко, ние се чувме вчера за да се договориме за овој разговор, бидејќи забележувам дека со украинската криза, покренувањето, практично не започна само војна во географскиот простор се уште на Украина, туку се води една интернационална војна во криптопросторот, ако смеам така да кажам, дури некои и веќе ја нарекуваат крипто war и така натаму. Дури има и повици од разни страни, од луѓе кои што се разбираат во ова, да на тоа треба и НАТО да одговори така натаму. Сега тоа прашање дали е воопшто можно и така. Но што се случува во криптосветот во последните 5-6 дена, практично со почнувањето на оваа, да кажем, една изострена тензија меѓу Русија и Украина? Така, благодарам на поканата. Ние ги обработивме криптовалутите од правен, регулаторен аспект, од финансиски, од монетарен. Не знаев дека ќе треба и од воен, и од милитарен аспект, и од геополитички дека ќе треба да се обработат, но криптовалутите се најдоа во средиштето и во вирот на овој руско-украински конфликт. Значи, Вашингтон Пост излезе со статија дека се работи за првата светска криптовојна. Тоа као термин може звучи малку така пресурово, но фактички криптовалутата пред се биткоинот со ова стана, ја мислам, глобален играч и во конфликтните сценарии. Ако може една дигресија само да направам, ова не е прв пат криптовалутите да се вмешаат во воен конфликт. Тоа се случи и минатата година кога талибанците го напаѓаа Кабул. Значи, 2020 година Афганистан не постоеше на мапата на држави кои што користат криптовалути. 2021 по обем и трансфер на пазарна капитализација беа први во Азија и топ 20 во светот. Што е објаснувањето за тоа? Што се случува? Зошто? Прво, како може тоа кога се знае дека за копање на криптовалути треба голема електрична енергија и така? Се работеше поише за трансфери отколку за копање. Значи при напуштањето на Кабул голем дел, имаше индепендент и анализа и истражувачка историја во овој дел, голем дел од луѓето во Афганистан пребегање ги префрлија својот капитал и резерви ги префрлија у криптовалути, потоа се иселија и во местата каде што ги продолжија своите животи, ги разменија најверојатно и продолжија така. Има и сега такви, да кажеме, хуманистички роли на криптовалутите, но се работи значи за вмешување на криптовалутата и на биткоинот како сериозен глобален играч и во воените конфликти. Гледам дека украинската влада прво следува како што започна конфликтот, така прво се затворија разноразни, бидејќи во Киев имаше именувачници за криптовалути и така натаму, бизнисите се пресели или се затворија, се пренесува на виртуелно ниво, барем вон оние физички простори каде што се одвива. Од друга страна, украинската влада прогласи, односно се обрати до светот за помош од секаков вид. На тоа следуваше и еден повик да се помогне во криптовалути. Морам да кажем дека Министерството за одбрана на Украина реагираше со став дека е подобро во нормални валути да се помага во се уште функционалниот банкарски систем на Украина. Меѓутоа, во првиот ден се собраа негде околу 4 милиони долари реципроцитет во криптовалути само 24 часи така. Што е практично улогата за да потоа се преселиме во Русија, бидејќи за тоа малку ќе разговараме. Што е сега практично улогата на криптовалутите? Што ако имате криптовалути, што можете да направите во целиот тој конфликт? Значи, Украина непосредно пред конфликтот, значи пред неколку месеци го донесе законот за криптовалути. Таму дури и Белорусија го донесе, мислам не као закон, као декрет. Таму се носи со гласање. Да. Точно е дека
Точно е дека прво излезе министерот за одбрана на Украина и рече дека повеќе сакаат во фиат средства помош и најголем дел од средствата се во фиат валути, односно во класични валути, но потоа излезе вице-премиерот Федоров, кој повика дека може и во криптовалути да биде помошта од целиот свет, неколку NGO организации, така да почнаа со 4 милиони за неколку дена, тоа се веќе над 20 милиони. Само Binance, која е платформа за тргување со криптовалути, донираше, мислам, вчера над 10 милиони долари на украинската влада за помош за справување со кризата. Се работи, значи, за... Дури мора да напоменам, например, втората најголема валута е Етериум. Таа е измислена од русин. Излезе и тој со поддршка за Украина и за украинската криза. Етериум? Да, Етериум е измислен од русин, кој што излезе вика Етериумот е независен, но јас не можам да бидам независен, нели, во оваа криза. Имаше таква изјава. Има една солидарност, нели, во целиот свет со Украина, во која што криптовалутите играат многу значајна улога и на тој начин светот... Што е значајна тука? Ајде, Душко, да се обидиме. Што може да прави, да речеме, Министерството за одбрана на Украина или Министерството за одбрана на Русија со криптовалути? Сега може, нели, вака и да го напоменеме тоа. За Украина може би е значајно како начин на прибирање на средства, бидејќи многу е потешко секој една личност или човек, ако сака да донира, ние дониравме, нели, Црвениот крст кај нас отвори телефонски број, но овде е многу полесен начин, затоа што е децентрализирано, секој дома може по 25-30 долари да уплати, нели, за да може на некој начин да се помогне. Исто значајно е, сите анализи светски тоа го зборуваат, може би и позначајно ќе биде за Русија криптовалутата во овој С оглед на блокираноста сега и така. Да, затоа што Русија последната санкција беше дека се исклучени од SWIFT, тој е меѓународен платежен систем, и така да они се комплетно, што се вика, отсечени од меѓународната трговија. Во овој момент руската држава не може да плаќа, па и бизнис ентитетите во евра, во долари, во јени, во британски фунти, практично се оставени на може би на кинеската валута и тоа е тоа. Што добиваат со биткоините? Може да прават сериозни набавки од овие размери, како што една држава има потреба да набавува? Тоа малку по-детално се анализира сега. Се гледа обемот на тргување и дали тој би претал про некоја енормна промена. Сега за сега се уште нема. Најверојатно тоа го држат како некоја бекап варијанта, но во секој случај сите анализи, податоци широм светот, дури некои разузнавачки информации кои што се јавно објавени, зборуваат дека најверојатно и Русија и Белорусија ги користат на некој начин криптовалутите за финансирање на одредени Па во крај на денија тоа се гледа и по движењата на берзите на криптовалути, така смеам да кажем. Вредноста им падна драстично, за да сега драстично и рипне. Посебно интересно беше тоа. Значи криптовалутата, да кажеме, како биткоинот е како создаден за вакви кризи. Но што се случи при отварање на војниот конфликт пред неколку дена? Како паѓаа сите берзи, така паѓаше и криптовалутата. Малце нелогично, ама кога дури ги споредувавме кривите, македонската берза, светската Wall Street, да кажеме, Dow Jones индексот и биткоинот има исти пат и исти раст. Да ги пресликате со 1% разлика, нели падна како 10 се објаснува тоа? Зошто тоа, се случува? значи, најверојатно веќе биткоинот е интегриран во традиционалните пазари. Нема друго објаснување. Сега почна дури и да расте, последните 2 дена има енормен раст, од 35-6 стигна до 44.000 долари и пред неколку часа на финансиските медиуми можеше да се прочита веста дека биткоинот ја надмина рублјата во вредност. Па, веројатно не е ни тешко, бидејќи во моментов една рублја... Да, имаше енормен пат рублјата. Да, помалку 1 цент. За волја на вистината и мексиканскиот песос го надмина и влезе во топ 15 валути во светот. Душко, што ќе се случува понатаму? Што се предвидувањата, конечно за оние кои што се занимаваат со криптовалути во Македонија и така натаму, вреде ли сега да се инвестира, да се прави, да се купува, да се продава? Што е сега моментот? Обично велат кога растат ризиците, тогаш се и профитите најголеми. Така. Неколку интервјуи имаше, значи ова стана светска тема и CNN и BBC. И имаше аналитичари, исто ги прашуваат што ќе се случи до сега, не знаеме, ќе видиме. Значи толку е неизвестно и непредвидливо, навистина, не е неблагодарно, туку не може да се предвиди како ќе се однесува криптовалутата и биткоинот. Она што може да се види е дека полека станува сериозен глобален играч на
светските пазари во било кое мир или мирнодопско па и воено време. Душко, јас да те резервирам и за идната недела, бидејќи ова како што тргнало ќе има некаков развој, па макар за кус коментар да видиме допрва доколку има нели не дај Боже, поголем развој на војниот конфликт и со тоа и потреба од економски средства видно од санкциите, ќе видиме како ќе криптовалутите ќе се однесуваат на тоа прашање и на тоа поле. Душко Гошевски, наш резидентен експерт за криптовалути, благодарам ви за ова гостување.